Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Етов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи онете 75 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечера во вистината ќе побараме во интервју со Васил Штериовски, председател на Македонската партија во Република Албанија. Топ тема последните 7 дена беше бројот на бугари и македонци на пописот во Република Албанија. Ако до 2011 година немаше ниту еден бугари на пописите во Албанија, одеднаш некаде 7200-7300 македонци во Албанија се пише како бугари, само околу 2200-2300 се пише како македонци, односно од вкупниот број на околу 8 до 10.000 македонци кои според албанските власти живеат на територијата на Република Албанија, во сооднос 4:1, 4 се пише бугари, 1 се пише македонец. На крајот бугарите секогаш со албанците многу полесно наоѓаат заеднички јазик. И всушност, можеби сега на овој попис само се репризира она поделба 41, 43, 44 година на фашистичка Албанија, фашистичка Бугарија или она линија Грубчин-Подмолје. Што се случи во Република Албанија? Дали на крајот Еди Рама ќе мора да земи бугарски пасош, кои све од министрите на Еди Рама имаат земено бугарски пасоши, со помош на тие бугарски пасоши имаат некаков безбедносно политичка аза во Швајцарија, на пример. Ќе разговараме со Васил Штериовски 75 до 80 минути, одлично интервју, останете со нас, нема да се жалите. Добро вечер, Васил Штериовски. Стериовски со С. Стериовски со С. Да. Подобро се по пописот може и Васил Стериов да бидете, така да тоа е предмет на наменување, предмет на корекции, име, презиме и така натаму. Па ништо чудно, како што тераат бугари во Албанија и административно да не ги сменат. Васил Стериов од Пловдив, место од Корчилјот. Па имаше пред неколку години кога ги призна вештачки бугариве, тоаш Албанија беше приморана да призна, бидејќи директно се закани Бугарија со вето и дојдоа тогаш еден од кај нас што плаќа бугарите, лобираше за бугарите и еден наставник таму вика слушај, нема да се каже моите синови до тука, вика да ми ги донесеш од Пловдив, ова дека некои тука живеат, до тука живееле македонци, вика цело време во Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Јамбол, Китен таму, значи може да биде Васил Стериов. Ние во нашиот фолклор на македонците во Албанија, значи нема ниту една песна за Бугарија. Значи до денес сите од период 19-20 век, прочем ние сме блиску од тие региони, тоа е до потекло. Не, моето од Вамбел, тоа е во Египетска Македонија. Зборам тука блиску е тој регион која немаше. Имаме еден домазет во Врбникот, еден од 7-те браќа на еден домазет во Врбник. Исти песни тоа се пееле, ослободување Македонија од Турско, па тоа исти легенди, нема ниту една песна за Пловдив, за Софија, за Стара Загора. Последното интервју го правиме 2013 година. Тогаш е актуелен или Пустец, локални избори тука во Република Македонија. Тоа се значи последните интервју. Помина 11 години. И вие таму поменувате низ Цили и Харибди, интересни сте само ако нешто ќе ви се случи таму, еве сега со пописот станавте бугари, не сте македонци. Да, добро, Пустец повторно македонци сме, но ќе видиме во октомври ќе се објават резултатите од кај во кои општини се. Претпоставувам тоа ќе биде горе Голобордо претежно. И са што кога ќе гледате Преслава, ќе гледате Глорија, Ивана место Васка Илиевски и Онче Христовски. Како што терава политика со бугарските пасоши, за 10 години не знам дали ќе остане некој македонец таму, освен повозрастните. Колку има бугарски пасоши? Па, ова се во Албанија тоа не знам колку илјади има, тоа претежно до сега го зема албанците, но кај нас сега е. Во мала преспа сеќавам дека помасовно почна 2018 година кога Македонија доби вето од Франција тогаш која ја блокира, бидејќи се надеваа дека бидејќи има добар дел македонско државенство, дека може Македонија пред Албанија да стане членка на Европска унија и нема потреба од бугарско, но тогаш имаше такво разочарување. 2019-та, Франција некаде есента 2019-та, заедно со оставка па им избори 2020-та. Еве вика, не Албанија, не Македонија нема да одат Европска унија, тогаш се почувствува кај нас тоа реално, мислам, што аплицира. Според вас, клучна е 2017 година. 2017 година, че пред ветото кое Бугарија и го наметнува на Македонија, че 2017 година Бугарија и се заканува на Албанија дека ќе има вето ако во пописот или во националност или во малцинства не биде предвидено и бугарското малцинство. 2017 година Албанија носеше закон за заштита на правата на малцинствата. И тој процес беше започнат од 2014 година кога премиерот Еди Рама покрена меѓуинституционална група за да го изготви овој закон, кој го предводеше институционално Министерство на надворешни работи на Албанија. И октомври 2017 Министерството на надворешни работи предлага предлог закон до албанскиот парламент за признавање на 8 постоечки малцинства без бугарско.
Значи без бугарско. Без бугарско, да. И тогаш имаше јавна расправа и не поканија и си представници на малцинствата во албанскиот парламент со комисиите за евроинтеграција и надворешни работи на јавна расправа со претеници да нема наше мислење. Тогаш, бидејќи нема бугарско малцинство, Бугарија бара отворено тогаш да на таа тркалезна маса да има и представници на бугарски здруженија. И тогаш јас со еден друг наш активист Тајко Гроздан учествував од страна на македонците и укажав дека јас ако се призна и бугарско малцинство, дека фактички тоа ќе биде геноцид за македонците, запознавајќи политика на Бугарија како членка на Европска унија која тврди плюс дека кај има македонци се бугари, ќе ја блокира Албанија да не асимилира нас. И тогаш министерот за надворешни работи на Албанија јавно, значи до мене седеше, не поддржа, кажа дека до сега нема, значи во сите пописи спроведени во Албанија нема бугари. Ако видни на излезат, сме спремни да ги спремаме. И до тоа став, да. Значи, и во време Енвер Хоџа и во време Енвер Хоџа не можете да се попишувате. Меѓутоа и после падот на Енвер Хоџа, па таму некаде до 2011 последниот попис до 2011 година таму нема бугари кои се има или бугарско малцинство кое е декларирано на пописите образци. Тоа го кажуваше самиот министер, значи на сите пописи во Албанија нема такво малцинство. Ако во иднина излезе такво малцинство, се спремни, но во оваа фаза вика немаме такво малцинство. Значи на сите пописи после 1989 година и падот на комунизмот. И 2011 последниот на пописот 2011 година нема ниту еден албански државјанин кој се изјаснил како тогаш прашањето беше за сите исто. Која е ваша етнокултурна група? И да дадеш одговор. Значи, немаше графа македонец, србин. Значи давате факултативно. Значи, факултативно, сакаш одговара, сака не одговара, но можеш и бугарин да се декларираш. Значи бугарите веќе дека нема можност. Никој не се декларира. Да, никој не се декларира бугарин, тоа е факт. Ниту еден, значи жител нема тоа. И кога Бугарија после тоа, значи после таа седница отворено Борисов се јави до Рама. И Рамо сами оцефали и со други амбасадори. 2017. Да, значи недел дена после тоа. Значи 8, значи помина во парламентарни комисии предлог закони и преда оди на таму се грци веројатно, македонци, црногорци, срби, да, египтјани, бошњаци. Значи 8 малцинства. Се имате многу исто египтјани. Околу 12.000 ви се египтјани пишани. Види, египтјаниве само во Корча, ако влезете на веб страната на градот Корча, пишува дека градот Корча има 28.000 египтјани, што е факт дека тоа постои, има населби чисто египтјански. 12.300. А 12 ги вади само за цела Албанија. 12.375 нели? Ама само Корча ви кажувам официјално на веб страната, вика дека само во Корча има 28.000 египтјани. Тоа имаше некои тенденции кај нас во Република Македонија, во Охридскиот крај, гледате сега во Корча, во Албанија. Тие постојат, тие се реални, не се измислени, египтјани. Да. Ромите и египтјаните се две оделни категории на малцинство. Да, и така што мислам. И во Албанија така е дефинирано. Ама нормално тие, мислам добро ние не ги знаевме, мислевме по бојата дека се истино, секој кога се дружиме со нив, се знаеме дека сосем различно култура и египтците и египтјаните и бугарите и македонците од Албанија поразлични или послични се? Ромите претендираат дека се од Индија, египтјаните дека се од Египет се египтјаните, додека ромите од Индија. Од Индија, тоа вика. Македонците, бугарите во Албанија откаде? Бугари нема, ви кажеш, бугари се само бугарската амбасада, ако земите вака. Да, но тоа гледате таму 7.000, под нешто под 8.000. Да, 7.000 нешто, истои колку, да, нешто. Па некаде 7.950. Не, 7.100, тоа не е грешно тој податок. 7.000, значи коригирано ме ги увераме. Да. А не толку беше. И околу 2.280 да, македонци. Точно, 2.281 македонец да може да се римува. Да. И во 4 години или во колку сега 7 години доаѓа 2017 до 2024 година, македонците се бугаризираат во Република Албанија. Всушност вие го репрезирате пописот од Македонија. Македонците се однесуваат како овие од левице, како од ВМРО-ДПМН во Албанија, го бойкотираат пописот, а бугарите како албанци. Шиба, бројки 25%, фактички 30%, 40%, договор, рамковен договор се подпира на тоа. Ова е чист договор меѓу албанската влада и бугарската влада, не се лажем. Значи тие бројки ја ги гарантирам дека не се попишани, тие туку се под инженеринг направени и извадени. Бугарија го контролираше целиот процес на пописот. Значи еве ние имаме сите реакции како партија официјално до албанските власти. Добро, малце ми е чудно само да презам. Сега Грција става вето на Албанија. Значи Грција става вето на Албанија, имаат некој спор, посебно тоа ескалираше кога минатата година Македонија не можеше
да го помени францускиот предлог или на преуставните измени во македонскиот парламент. Значи Албанија не е дозволила на Грција да се меша во пописните работи, но и дозволила на Бугарија да се меша во пописните работи. На Бугарија не само дозволила, туку ја помагаше. А зошто, например, ако сака Албанија да се го омекне, да се го исчисти својот пат, да се го трасира својот пат кон Европската унија за Бугарија да не стаи вето, тогаш Грција веќе има стајано вето. Тогаш Албанија би била многу понаклона тама доле во Джирокастро, во оној дел што е таму јужна Албанија, би дозволил Грци да се пишат, Грци. Точно тоа, значи Бугарија. Зашто на грците им се спротивстава, на бугарите им дозволува? Тие се аргументи, видете, лани го апсија градоначалникот на Химара, Грчи. Значи, 2 дена пред избори, фактички, тоа јавно полицијата го намести, тоа веќе се докази јавни беа. Не само што го апсија, не му дозволи, значи година, дена и нешто, да тој после тоа се избра, го изгласа после 2 дена бе изборите, го изгласа таму граѓаните, не му дозволија да се... Да кажете вие дека... Не, само да ви обяснам пример да ви кажем. Не му дозволија судските власти после тоа да се брани на слобода, да даде заклетва. Ако дадеше заклетва, стануваше градоначалник и да го после го осудеа, можеше да именува свој заменик и таа општина си ја владееше таа нивната партија. И кој однос го имаше, да ви кажам, спрема Бугарија спрема Грција. Се видите со Бугарија кој однос. Во Бугарија пред 2 години Бугарија за сите апликанти од Албанија, државјани на Албанија што аплицираат за бугарски пасоши, му бара потврда за бугарско потекло од општините. Во таа општина што живееш, дојде да земеш потекло дека ти си по бугарин по потекло. А таква ингеренција немаат градоначалниците да ти дадат или претседатели на местни заедници. И тоа масовно во Албанија почна албански институции да го даваат за пари. Една таква потврда одеше до 500 евра, која се користи за Бугарија. Албанските медиуми лани објавија со скриена камера дека за 100 евра може да се купиш во општина Булкиза потврда за лажно бугарско потекло. И тоа се докаже дека има илјадници издадени од таа општина и не само за нејзини жители, туку и за други гради. Кој ги дава согласно? Ако не можат градоначалниците, нема такви ингеренции, кој ги дава тие? Ама никој нема право. Значи по закон кој ги има по закон? Градоначалникот нема право, нема ингеренција. Па тоа сакам да кажа. Кој има ингеренција? Во моментот нема таква ингеренција, не е регулирано со законот за заштита на права на малцинствата, не се донесени подзаконските акти. Ама такви потврди се дават. Нема ингеренција, но се дават. Ама ги издава на коруптивен начин и тоа е фактички злоупотреба службена дозвош прво ако издадеш таков документ која немаш ингеренција. И тоа што се случи, тие тројца функционери ги уапсија, бидејќи јавно ги објави телевизијата, за месец дена ги ослободија, сега до ден денес тие се судат на слобода. Уште трае процесот, но ме зборот кој однос го има со Бугарија, Албанија, кој однос со грците го имаат. Можеме ли тоа да го дефинираме, да се обидиме да фатиме некој ред во интервјуто? Значи Албанија и Грција, тоа се 2 соседни држави, некаде повеќе од 800.000 албанци веќе живеат во Грција. Да, според некои проценти, дека некои преку 1 милион. Не помалку. Пред 1,5 месец Еди Рама во Атина имаше еден грандиозен настап. Тоа е значи пред европските. Провокација беше таа чисто. Добро провокација, но има огромен број албанци кои работат и го вадат парче лебот во Република. Претежно беа донесени од Албанија, значи албанци. Тие се претежно со двојни државјанства. Едно албанско, веројатно сега има грчко. Немате вие бензинска пумпа околу Атина, кршкоите да наточите бензин. 170.000 грчки државјанства за албански граѓани до 2017 имаше издадено Грција врз основа на етничко потекло. Имаат спор Албанија и Грција околу некои острови околу. Да, нема решено спорот. Немат. Тоа е значи Јонско море таму доле што е. Дури Уставниот суд на Албанија си има произнесено дека се крши уставот, бидејќи едната од албанските влади и нито албански влади тогаш за да не попречат во НАТО. Во НАТО владата на Сали Бериша се согласи, но Уставен суд после од кога стана член НАТО го поништи, фактички договор беше тоа. Само да кажам дека имат сериозни, дека тоа се наруша територијалниот интегритет на Република Албанија. Само да кажам дека Албанија и Грција имат сериозни проблеми. Има огромно грчко малцинство, посебно во јужниот дел на Албанија. Джирокастро, доле Саранда, Валона и така натаму. Финичи Дропол се етнички како нас пустец општини грчки. Сериозно влијание има грчката православна црква таму. Сигурно, да. Сериозно влијание. Преку бизнис исто. И се грците незадоволни од пописот што направен во Албанија, има реакции гледаме на грчката држава дека грците се незадоволни така натаму. Сите 8 малцинства реални сме незадоволни. И сега заеднички само Бугарија, само ново компонент. Зошто? Тоа се обидам да ја прашам. Значи Албанија гледа благонаклоно кон Бугарија, а не кон Грција која може да направи 5 пати поголеми проблеми. Да, па видите, еве сега например ова писмо е
бугарска амбасада во Тирана вербална нота до министерот за надворешни работи на Албанија. Вика фондацијата Бугарска памет ќе донираме во Пустец опрема за медицинскиот центар и вика во врска со ова бараме ваша помош да известите општина Пустец, полицијата и локалните здравствени установи да земат мерки вика за да се прими ова, не сега ми кажам ова дека и да сакаме присуство на полицијата. И ова, например, во чисто етничка македонска општина, ние имаме поднесено за Бугарска памет фондација Милион Варбески да ја забрани бидејќи корупира албански функционери со проекти. И ова го дозволува Министерството на надворешни работи му става во служба цела, значи администрација се за да го прави ова што го прави Бугарија. Господине Васил, да не е проблем во албанската држава. Да не е проблем во македонците кои живеат во Албанија. Бидејќи кој вас ке ве велите дека тоа е инженеринг. Дека тоа инженеринг. Вие сега ќе правите нови пописи, па гледаме вашиот претходник Едмон Темелко он ќе прави. Добро, Едмон Темелко не да се потпише самиот во Ресен. Не да се потпише. Да. Тој се живее во Ресен. Па Ресен живее, не е тајна тоа, мислам, сега тој самиот не дојде да се потпише, сега се вика малку излегува македонци, па на кој да му се лудиме па. Можеме ли на крај из Едмон Темелко да поразговараме, да објасниме таму, бидејќи вие сте наследник на чело на партијата на Едмон Темелко, таму всушност двете партии пробаат да се инкорпорират во некои процеси во Албанија. Меѓутоа, ајде да се вратиме тука на овие. 7200 се пишеле бугари, околу 2281 се пишеле македонци. Значи, тоа е некаде 4:1. Од тие вкупно 10.000 кои се пишеле бугари или македонци, 4:1. 4 се пишеле бугари, 1 се пишел македонец. Како е возможно тоа? Ајде ке речете инженеринг. Има ли некој кој реално се пишал вака или онака? Ако вие се пишете реално како македонец, како некој може тој инженеринг да ви го објасни процес. Електронскиот пописот? Да, сега ќе ви објаснам како малку да свати јавноста што е како се направи. Во 2019 во октомври имаше пробен попис, пилот попис Завод статистика на Албанија за нивните потреби. Не беше обврзувачки, тие податоци никогаш не се објавија. Зашто беше за нивни потреби. Спас Ташев, мислам ви е познат. Да. Објавува колумна во 2020 година, се среќа во Исајотова, вика на тој пробен попис во Пустец само едно лице се декларирало за бугарин. А тие податоци ние не ги знаеме зашто никаде не се објавени. Мислам да Спас Ташев е во БАН, во Бугарската академија на науки. Да, и порано беше директор тука на Бугарскиот културен центар беше со Каракачанов, мислам, ми обидено. Е сега. И вика успехот на пописот во Албанија ќе зависи од бугарската дипломатија. Тоа кај го пише Спас Ташев? Еве го во ова колумна, еве го. Колумна, го кажувам колумна на албански, но и бугарски имаше истото. Еве го кај кажува дека само едно вика да едно лице се декларирало бугари. После пописот 2019 година Ама тој е пробен попис, не беше попис за потребите на Завод статистика и тие не ги објави Завод статистика на Албанија податоци. Гледа секој Завод статистика се прави пробни пописи да види каде за генерална операција на пописот како ќе се спроведе, кај има проблеми, да може да ги исправи кога ќе се направи генералниот тоа е суштината. Или оној оригинален попис. Значи на тој пробен попис само еден еден бугарин, така пишува тој. Значи бугарин мохиканец, што би може ама сега првиот или последниот мохиканец бугарин во Албанија. Што се случи? Значи тоа што сега се направи, кога почна пописот, 2 дена пред да почне пописот, Спас Ташев заедно со подпредседателката на Бугарија и Јана Јотова дојде официјална посета на Албанија. Сретна со целиот државен врв и го однесови во Голобрдо. Значи да објасниме. Бугарија има во наводници полупредседателски некој систем, исто како американците има председател, тоа е Румен Радев и Јотова е односно подпредседател на председателот, значи он е подпредседател на Радев. Таа доаѓа 2 дена пред да почне пописот. Значи со Спас Ташев. Со Спас Ташев во делегација, одат со државниот врв на Албанија, председател, министрите си да се среќаваат, таа дава јавно изјава дека значи нашата поддршка ќе зависи од пописот на Бугарија спрема ова. И плюс одат во Голобрдо. И што е пострашно, таму на нејзината средба ги викаат и попишувачите кои ќе попишува во областа на Голобрдо. Сега да им објасниме на нашите, значи има гледачи кои тоа не. Мала Преспа е оној дел што граничи Пустец, Македонци сега живеат традиционално општина Пустец, Мала Преспа граничи кај Стење, овој дел на Преспа. А Голобрдо кај Деба, горе кај Кукс. Две села се Македонија и неколку повеќе во Драгаш на другата страна. Значи тоа се трите области, Кукс, Тропоје, значи горе таму што се. Без малку на тромејето Косово, Албанија и Република Македонија. Тоа што бугарските службени го направија и со амбасадата со се успеа, значи преку попишувачите да го контролираат целиот процес.
Ке се албанци, така? Попишувачите. Па и албанци и македонци, зависи како на кои Со места. бугарски или без бугарски пасоши се избрани? Па сите знаеме кој во процедура, кој имал, нема врска, но претежно сите ги знаеме, но претежно на партијата на власт. Значи сите попишувачи во Албанија беа администрација претежно, но партијата на власт. На социјалистичка партија. Не дирам. Патронажисти ги викаат, значи има тиен скандал со патронажисти. Има листа, ги објавија тогаш на претходните избори, значи едно лице за тебе да одговара, значи за кој гласаш, податоци дава, што проблеми имаш, се и така и патронажист и тој термин. Добро, тие тука се истармирани у Македонија, еден оди гласа за 20, за 30. И не, патронажист имаше, се објави тој скандал, значи социјалистичка партија имаше податоци за сите жители на Албанија. Значи дали имаш кола, имаш легализација, не знам ти треба, што ти треба, значи и за тебе надлежен е патронажист што информира за тебе. Пописот у Косово е проблематизиран. Испаднале помалку албанци од тоа што предвидувале. Попис у Македонија до предминатата година не беше направен од 2001-2002 година, значи 20 години не беше попис, беше одлаган попис. Ама и овој и за вкупно население манипулиран. Видете, во извадија 2 милиони 400 2 милиони 400 извадија сега граѓански жители на Албанија, значи државјани. Реално и с контакти со странски амбасади сите мислат дека од 1.500.000 до 1.700.000 реално жители имаше Албанија. Во моментот. Видете кој е абсурд. Значи во 10 години според официјални статистика на Евростат од Албанија се иселени 800.000 жители. Во Европска унија. Без Англија, Америка, Австралија, Канада. Видете какви проблеми има во Англија. Минатата година, значи почетокот нова година имаше сериозни проблеми во одредени англиски градови кај што овие албански банди, значи не од Косово, туку претежно од Албанија, делумно и од Косово, одредени албански банди, подземје, надземје и така натаму, не им дава престој таму или не им дава англиско државјанство, имаше сериозни конфликти. Па дури англиското општество се крена, почна документација. Па имаше по 20.000 евра плаќаа за да преминат со каналот да преминат. Па мислам по национално по затворите во Англија прво албанци се тоа. Сакате вие да кажете дека тој што попишува, ако вие се декларирате како македонец, тој ќе ве пише бугарин или од кога ќе заврши пописот ќе ги коригира. Види, прво секако Албанија и од кога ќе заврши ти немаш како да ги видиш натре можност. Ние бевме свесни сите малцинства, мислам дека фактички ќе ни извадат скоро 50.000 колку што ни извадија пред 12 години последниот попис 2011 година. Тогаш извадија бројка 50.000 малцинства и сите недели. И така сега тоа го мислевме дека повторно таа бројка ќе извадат и сите ќе не делат 3.000 ти 5.000 тоа и тоа го направија. Како пита. Тоа го направија. Можноста за попишувачите што вика ова не беше со хартија, попишува со формулар, беше со таблет. Значи доаѓаше попишувачот со таблет и имаше 100 прашања. Дали имаш фрижидер, дали имаш кола, дали имаш имот, податоци генерали и тоа траеш 20 минути интервју, 30 Ој имаше после која ваша етничка група беа наведени сите малцинства со тоа што имаше инструкција пишуваше на попишувачот, не му ги читај алтернативите. Например, која е ваша етничка група и толку вие сами не да кажете дали сте македонец, грчин, влав, и вие ако сигурно слушневте може да се охрабревте да се попишите така. Најсто свесно направено, само ве прашува која е ваша етничка група и тоа само со еден клик се правеше, значи со притискаше и тоа ако сакаш еве како седем вака јас посебно со повозрастните кои ќе гледаш што притискаш, што си македонец во ред. И не само тоа, кога заминуваш од дома податоците се ажурираа на вечерта. Секој попишувач на вечерта, ако еве 5 апликации кои направил од денот, на вечерта ги ажурираше и одеа во централниот систем од Тирана податоците. Но пред да ги ажурира, тој можеше повторно да влезе во таа апликација, имаше право што го попиша и да го смени, ако сака, значи сите прашања да ги смени. Затоа што не се попишуваше ниту еден кој даваше изјава, ме разбирате? Значи вие сметате дека ви направи инженеринг. Виде, сега јас ви кажувам од терен. Значи ние посебно по Устец, например, кога почна пописот првата недела течеше без проблем. Таргетот во Устец на бугарска држава беше 20% минимум бугари. Толку му требаш затоа што по законот за заштита на правата на малцинствата, ако една општина има 20% малцинство, тогаш автоматски мора да има патокази на тој јазик на тоа малцинство, службен јазик во општина и во школите бугарски. Колку испадна се Пустец? Пустец вкупно испадна 1850 жители. Значи бројката не. Од тоа колку се бугари? Тоа во октомври ќе кажат. Подетално кај се овие бугари. И до првата недела немаше никаков проблем по Устец. Ако 4:1 на ниво на Албанија, 7.200 само да кажам, ние ги има информации, мислам ова појавно што беше достапно.
Кога почнаа моментот дека не се пишат бугари, тогаш почнаа заканите јавни дека ќе се одземаат бугарските пасоши, кој има процедура за бугарски пасоши се прекини и не само тоа, тогаш почна да инсценизира жителите дека дојде попишувачите, вака ви кажам, дојде попишувачите и прашува, ви кажува, слушај, син ти има прецизно за бугарски пасош, подобро се попишете, инаку нема да го земите. И такви примери што лично ни се јавува луѓето. Ма тоа значи дека не ви е направен инженеринг. Туку дека само ви е речено, ако не се попишете како бугари, нема да ви дадат бугарски пасоши, што можете у Република Македонија во некој доглед нивнина да го направат. Значи кога ќе земите бугарски, значи како вие сметате? Вие мислите дека овие тука што се антички македонци тетовирани со Александар Македонски земале бугарски пасоши одат работат Западна Европа. Бугарија тој Значи тие дошли само ви рекле, ако не се пишете бугари, немате бугарски пасош. Да ви кажам, всушност ги искористеле алатките кои стоеле на располагање. Секако, видите, ние го знаевме. После ова колумна Спас Ташов ви кажа од 2020 година, кога кажа дека само едно лице попиша бугарин во Пустец, дека успевот ќе зависи од бугарска дипломатија, тоа што смени стратегија што направи единствено за Албанија, бидејќи за бугарски пасоши аплицира цела Југоисточна Европа кои што не се членки на Европска унија, Македонија, Косово, Украина, до горе до Молдавија, Србија. И единствено за Албанија ги сменија процедурата, ако сакаш бугарски пасош, да одиш во бугарска амбасада во Тирана. И таму луѓе ни кажуваат што одат. Викам, мора да се пишете на пописот бугари. Инаку во спротивно нема да ви дадеме пасош. Еден од мерките е сега. Сега се извинувам. Значи не може да ви се криви сите. Не, видите, сега ви направиле, нема, се извинувам, ви направиле инженеринг, па вас ве носе тука за уши од Пустец да гласат 2013 година. Тој модел гледам сега го применува Александар Вучич за гласање со овие Срби од Република Српска, Босна и Херцеговина, во Белград и во градовите кај што му требат гласачки машинери или гласачки бази или контингенти на гласови. Значи, кога вие 2013 година прифаќате дека сте жители на центар, ви дават лични карти, ве носат тамо, гласате за да може да победи ВМРО. Да помenu, тогаш е мала разликата. Ако учествувате на избори во Македонија, не живеете во Македонија и правите инженеринг на пописот или ви оценот со бугарско државенство тамо. Вие сами сте прифатиле, вие сами сте прифатиле дека сте предмет на трговија, предмет на купи продај. Не е спорно, видите. Политички активности. Видите. Мислите да ви се виновни вас тамо? Не, нам не е виновна албанска држава пред се, која што не заштити. Прво, право на попис, значи на само изјаснување. Албанска држава натера да земите бугарски пасош. Сам да докажам. Значи вие сте дошле и сте прифатиле дека имате бугарско потекло. Сега, видите. Албанската држава требаше да заштити секој граѓанин да се декларира како се чувствува дури и бугарин. Не е ништо спорно ако се чувствува човек бугарин. Може се декларира се декларира како бугари тие. Влегле во процедура после 2019 година да земат бугарски пасоши. Ама видите, сега да ви кажам, има тие информации како што велите во амбасадата на Република Бугарија. Дел од тие информации можеби договор на бугарската и на албанската влада доаѓа до амбасадата на Бугарија во Тирана и тој може на дневна основа да гледа кои од тие што се апликанти за бугарски пасош се пишал бугарин или македонец на пописот. Ние тоа сакаме да го прекинеме. Значи тој да го нанема тој инструмент на притисок бугарската амбасада и бугарска држава. Значи Албанија да остави на слободна волја секој да се да се декларира како се чувствува. С моментот поранешниот заменик премиер на Албанија Арбен Ахметов, вториот човек по Еди Рама, е во бегство во Швајцарија, во бара специјално домакинство со бугарски пасош. Го користи да не го ескрадира, тој е чист албанец. Сега тој, ако беше, ќе се попише бугарин во... Албанец, но и дедо и прадедо имат бугарски корени. Но се знае... Български происход. Сега можно. Може да земал тамо некоја квартира во Кюстендил, нели, пошто на една квартира, на еден стан, на една адреса, по 300, по 400, тој на Бандери ги имаше во медиумите, на Бандери, на гробиште, кај ги има по 300 луѓе. Ние знае, видите, освен пасош од Бугарија, немаше друг инструмент што да притисни. Ние сето тоа го знаевме. Секако дека со овој притисок дека некој ќе подпаднеш и ќе се попишеше, тоа бевме свесни ние. Но таа бројка ќе беше сигурно минорна. Ние затоа баравме еве во сите овие писма што ги пишува Еди Рама, како тој Еди Рама до сите власти. Не, само да ви кажам, по конкретно тоа го објаснувам. Дека еве поради економски интереси сите албански граѓани аплицираат за ова, сите рабам факти им објаснувам и бараме, викам да ги спречите прво посредници на бугарски пасоши кои што се ваши функционери на власта. Значи тие што се обидни за бугарски пасоши во Албанија се луѓе на власта, што сите ги знаат. Второ, да се спречи бугарски амбасадор да доаѓа за време на попис во области кај што живеат македонци, зашто прави дополнителен притисок.
Му кажуваме дека бугарска амбасада ги контактира сите лица кои има бугарски пасоши, мора да се пишете, прават притисок. Тоа да се спречи. Плюс му викаме дека екстремистички групи најавуваат дека ќе дојдат во Албанија, закануваат дека ќе проверуваме сите како се пишуваат. Еве го и сега да ви кажам. И бараме да се забрани влез на Виктор Стојанов фондација Македонија. Бараме од државата да забранат влез на ова лица кој јавно пишуваше дека ќе дојдам лично да проверувам како се попишуваат. Ако не сте пише бугари, ќе ви се одземе пасошот. Ако или во спротивно ќе ви се застопаре процедурата и да разберете, бугарски пасоши не се бесплатни. Значи едно лице плаќа неколку илјади евра за тој пасош, што е цела животна заштита негова и ја нема, треба да се позајми. Значи тој те оценува со твои пари, значи ти плаќаш, го плаќаш тој пасош, што е европски пасош за да ги користиш привилегии на Европска унија и те оценува ако не се попишеш да ги изгубиш не само пасош, туку и парите. И ние еве Виктор Стојанов доаѓа во Голо брдо за време на пописот, дели таблети, се среќава со попишувачи на Државен завод статистика, ние ги имаме фотографии доставено до властите и објавува за време 27 септември објавува формулари, не се гледа добро ова, формулар од таблетот сликани, кај што е, еве вика пишува, еве го бројот како запишуваат бугарите во Албанија, ќе видите јуни 24 година колку ќе биде нивниот број. Овие се строго податоци, значи јас како ќе се изјаснам, е заштитено со закон и државата не вади со име кој како се декларирал. Значи тие се права за статистички потреби, значи пописот се прави. А овие, значи, еве го кај факт дека тие го контролираат целиот процес. Не само тоа, гледа го Спас Ташев. Спас, кој нели беше член официјално на албанска делегација, на 30 септември за време на пописот, еве објавува како се попишуваат бугари. Кој 30 септември, не 3 септември ланската година. Да, за време на пописот. Значи за време на пописот објавува формулари сликано од таблетот, значи како се попишуваат бугари. И овие работи ние ги имаме. Значи ти располагат со одредени заштитени информации со Ама законот, значи сама директорка излегуваше дека со 3 закони заштитено податоците ќе бидат заштитени со закони, нема кој како ќе се декларира, што ќе декларира, никој да знае, тоа државата го заштитува со закон. И тој беше притисок кај наши луѓе и вика дека видете, ови што е попишувач прво, што е човек на партијата на власта, ќе ми ги даде моите податоци ки ови другиот последувачи на бугарскиот пасош, што е повторно човек на власта, ќе кажат на бугарска амбасада и нема да го земам пасошот. И ние баравме да се спречи ова алка, значи да не се врши притисокот. И видите, по сите стандарди на Советот на Европа, за рамкова конвенција за заштита на правно домаќинство, да вика вака, прво, право на сертификација е свое лично право. Вие можете да се декларирате и марсове за ако сакате. Но работата тоа мора да биде на добра волја. Вие да не го правите тоа дека ќе имате чар за тоа работа, дека еве ќе земите пасош и плюс вика идентитетот не смее да се наметни од надвор. И сега нешто да кажете дека бугарите ве растурија ко бугарска скупштина, што кажете ко бугарско собрање. Значи влегов внатре ве направија растур систем. Видите, прво ние немаме инструмент како, знаеш, тоа требаше држава да нам да не заштити. Ние затоа реагираме до албанска држава и не само, видите, вие сте коалиција со Единама. Ние да за локалните избори вие сте коалициони партнери со Единама. Вие дури мислам дека бевте кандидат за премиер на листа на партијата на Еди Рама. Не, таму работа за пратеник за коалиција меѓупартиски имавме и бев на нивна листа како предвод на македонска партија. Колку коалициони таму партнери не можевте нешто да направите да ги поставите тие прашања? Прво лично, значи јас ги искористив сите мои и лични контакти. Значи ова што ви кажувам јас на дневна основа како што имав жалба, реагирав до албански институции телефонски и со пораки, но и писмено. Вие сте историчар. Вие сте историчар. Да, по професија, да. Значи ако нема македонци во Бугарија, во Грција и во Албанија, ако нема македонци, бидејќи не постои ниту една идеална граница во светот да биде така повлечена граница помеѓу две држави, кај што нема да има припадници на едната држава како малцинство во другата држава. Грција, да речеме, со Македонија има некој таков сличен пример, меѓутоа поради Егејска Македонија. Ние имаме една тампон зона од некаде 100-200 километри. И ако докажат бугарите дека нема македонци во Бугарија, а не го признаат македонското малцинство, кога имаме преспанскиот договор нели со Грција, каде што татко им може да се пише дека има антички корени, јас не можам, бидејќи така е договорот од Преспа, и ако во Албанија докажат, која е во наводници најнеутрална дека се повеќе бугари од македонци, тогаш ќе постава тезата како се настанете македонците во Република. Тоа е големата слика. Во Република Македонија. Ако нема македонци Грција, Бугарија и Албанија, тогаш Тито ги направил бугарите македонци во Република Македонија. Јас со странски амбасадори кои се сеќаваме, баш тоа му кажуваме на кафе, баш тоа, значи целта е да се заобиколи Македонија вештачки со бугарско малцинство, да се докаже дека не може да постои македонска нација во средина кога од сите страни заобиколена со бугари. И тоа е суштина, да видите.
Бугарија знае многу добро дека прво прави демографски проблем, значи за 10 години нема да збориме дали има македонци и бугари, нема да има жител таму. Го извезува. Сите не да разберете. Го извезуваат. Да разберете дека сите надвор од Бугарија. Бугарија знае дека кој зема бугарски пасош, не зема дека е бугарин, го зема економски причини и не оди во Бугарија, туку оди во Западна Европа, во побогатите држави да живее и да работи. Таа го знае дека за 10 години тие празни ќе останат сите села таму, но на неа му беше битно мапирање на територијата, затоа што ние сме на погранични регион, како што кажавме, Мала Преспа, Голо брдо, Гора, погранични регион со Македонија. Тоа е суштината. Затоа ве прашав, кај живеете, нели тоа беше тоа едно прашање пред 10 пред 15 минути, каде е Мала Преспа, каде е Голо брдо и каде се оние две ама се види кој абсурдно. Кукси, Ние имаме Кукси, територијален континент со Република Македонија. Значи ние пред 100 години ние сме се давале кога немаше граница со овие македонците од тука страна, ние например Преспа со вас таму. Вие завршувате во Албанија, да речеме како Мала територија. Преспа, дури после балканските 24-та година до 24-та под Грција бевме. Под Грција бевте. 10 години после од 24-та сме под Албанија. Подоцна е проценето дека поради некое место Горица или како се нарекува, бидејќи сите овие мали селца во Мала Преспа, Пустец, кој што е најголемо место нели во административен центар. Административен центар, дека комуницирале со тоа место или со тоа градче или селце, како да наречеме. Горица, дека треба да припаѓат како една заедница, да бидат приклучени кон Република. Јас имам истражувано албанскиот представник во комисијата за разграничување што беше, во неговите мемуари пишуваше дека со заземањето на сртот на Сува Гора и Преспа, Мала Преспа, ја заштитивме Корча. Значи длабочината на Корча, нели војнички кажано. Да, Корча е во поле, знаете, ви одгоре, кога имам планинот кај нас се гледа, значи ако ставиш топови, може да ја гаѓаш, што викаш, да што се вика Корча. Во тоа време има комисија за разграничување, нели, и тогаш еве сите тие ги имаме објавено ние. Извештаите и тогаш Бугарија се буни дека овој бугарско население за цел овој појас од Охридско-Преспански регион 18 села, вклучувајќи од Лин до Врбник. Последно дека се бугарски села, тогаш меѓународната комисија прави значи на терен анкета и генералот Енрико Телинико беше председател на комисијата и подготвува извештај и известува од бугарска страна дека овие се изјаснуваат македонци. Кога ги прашуваме дали сте бугари, вика сме македонци, дали зборите бугарски, зборуваме македонски. А зборуваме за период 1923 година кога нема македонска држава. Другото, францускиот генерал кој што во неговите исто писма се објавени сега пред некоја година, пишува во Глобочини кај нас село Мала Преспа, вика кога ја постави, кога веќе решиме Преспа да биде под Албанија, прашува мене старец да ми даде дали е задоволен изјаве, тој вика види ние македонците сме разочарани, вика што многу помали народ од нас како грците, како бугарите и србите направија држава, а ние немаме своја држава, ние сакаме да имаме председател кој ќе не води, вика, немаме председател и сакаме да бидеме водени, раководени од наш самите македонци. Ви кажувам, значи, паѓаат во вода... Господин Стеровски, гледате, Бугарија го прави тоа што сите ние го очекувавме. И сите ние го знаевме. Тамо, значи, не само преку бугарската амбасада. Тамо и Тања Мангалакова, тамо и Те првите се Тања Мангалакова. Тамо и Милен Бравовски. Бугарската, не, видите, бугарската пропаганда почнува на почеток, знаеш како почнува бугарска пропаганда? Почнуваат со спелеолози. Доаѓаат овие нели пештери што истражуваат. Тие така почнуваат 90-те години по Голобрдо и по ова за да направат контакти. Јас ги имам проучувано, ја проучувам бугарска пропаганда пред 100 години со локално население да направат и исто пред 100 години така викаше да пратиме во овие региони како професори, всушност агенти на државата да направат јатаци контакти тука, па ова после да ги плаќаме да барат петиција за учење на бугарски јазик. Истава шема ја спроведуваат по 100 години. Така почнуваат. Тие после ја носат Тончева, Веселка Тончева, прават контакти, после носат го собираат фолклорот. Доаѓаат фолклорот, значи песни, сите објавуваат книги на бугарите. Тања Мангалакова после го искористија моментот веќе кога Албанија требаше да носи закон за малцинствата и со директната уцена 2017 година и кога ги внесе и тогаш ние имавме и со Заев имавме разговор одма недела денот кога ги призна и кажа дека Рама кажа зошто ги признате, па вика не стегнаа бугарите. Не се заканија ги признаме, вика на крај вика ваш проблем е што дома мислиме ние, мислете емо вие. И така се однесува албанска држава. Се извинувам. 9 малцинства се признати во Албанија, така? Значи на те 8 плюс бугарското дадено, значи се 9. И вие се вкупно 50 нема логика да имаш 9 малцинства, 50.000 жители. И одеднаш тоа што не постоеше, испаѓа најмногу, значи ако е 7.000, да речеме 8.000 во 50, тоа е колку? Тоа е 6 околу 18. Але некаде ние бевме второ малцинство, сега отидува мислам бугарите трето негде малцинство. Трето малцинство. Да. Бугарија го прави тоа, значи што сите знаевме дека планира да го прави. Кога ги гледате како гласат
во бугарската диаспора тука на Балканскиот полуостров, не во Скопје кај што има издадено најмногу бугарски пасоши, туку најмногу за Бојко Борисов, за не знам, за овие партиите на Слави Трифунов, на Кирил Петков, на Красимир Караджанов, имаат гласано во Солун. Што ќе рече дека има бугарско малцинство и во Грција не смеа тоа јавно да го прават, бидејќи Грција сериозна држава и може да добијат по ушите. Меѓутоа, најмногу бугари кои гласале тука на Балканот на избори. Па добро, може таму да има и ова тур има полно бугари што работат во емигранти. Сакам да кажам дека тие си ја градат целата таа пирамида околу Стефанска Бугарија, околу република. Тука беше за очекување дека ќе проба да ударат таму кај што е најслабо. А најслабо е кај македонците во Преспа, Мала Преспа. Ама зашто нема кој да не заштити? Тоа работа, значи, ова свесно самата држава го дозволуваше. Ние се жалевме во албански институции, ниту една институција не ни реагира, освен народниот правобранител, и тоа по инсистирање отвори предмет и вика, ако има бугари, ако немало претходните пописи, дајте детална анализа од кај излегува. Зашто тоа однос на албанската држава, да речеме таков е, гледате. Албанската држава која преку Албанската академија на науки и уметности учествува 2001 година во тие тајни, заткулисни, како да ги дефинираме, преговори за размена на територии, кај што Лјупчо Георгиевски излегува и нели тоа го потврдува, меѓутоа двете академии всушност го прават тоа, македонската и албанската академија на размена на територии. Вие сте дел на тој процес на размена на територии, нели? Таа е она линија, како велат, па бевме ова кога групчи 2014 година таа е она линија. Доаѓа делегација од една моќна амбасада кај нас во Пустец и секогаш нели имам контакт со амбасадите, прашува, вика, во случај на размена територии, кај сакате вие да припаѓате? Повеќе ние не сме за војна, ама не збориме, вика, за војна, збориме население и кај би прикајале се вие? Збор кога 2018 година првпат Хашим Тачи тогаш слушнав, ќе го заиме Прешево. И тогаш ми текна нова идеја дека фактички ова нели разменава сега што се збори меѓу Косово и Србија, дека фактички тоа може да е поголем проект да опфати повеќе делови. Господин Стериевски, гледате, се распадна Југославија во крвави војни. Крвави процеси, Босна, Хрватска и така натаму. Меѓутоа, една работа не беше проблематизирана, тоа беше неминливост на граници. Тоа го дефиниравме како процес на дисолуција на Југославија, па сега нели тоа се толкова дали освен на републиките и на покрајните им е дозволено да влезат во тој еден процес на дисолуција. Тоа што Србија сега го бара и се нада дека ќе дојде Доналд Трамп на чело на Америка, тоа беше американски проект преку Ричард Гренел, кој беше амбасадор на Америка во Германија, подосна шеф координатор на сите тајни служби во време Доналд и преговарач помеѓу Србија помеѓу Косово и Северно Косово да се одвои од Косово. Значи да се влезе во процес на мирност на мислам кога влегов во парламентот, тоа го видов дека тој Еди Рама го подржуваше. Го подржува ли Еди Рама? Да, јавно не, но кога јас веќе бев дел од парламентот, дел од комисии, сеќавам со хрватска делегација која сме били на ручек, тие па прашуваа со албанска делегација конкретно за ова и таму сватив дека фактички тоа Еди Рама го подржуваше. Не те да прашувам. Албанците се прво многу итри, второ има талент за политика. Често ги менуваат стратешките партнери. Секој се помоќни. Советскиот сојуз, па Кина, Југославија пред Југославија нели претходно еве сега Соединетите американски држави. И сега изминатија 10 или 15 дена излегува две информации, едната информација зетот на Доналд Трамп кој беше во посета на Белград, кај што зградата на поранешниот генералштаб кој беше разрушен во тоа НАТО бомбардирање 1999 година, ќе прават некој велелепен трговски центар, комплекс, хотелски така натаму и така натаму. Па излага керката на Доналд Трамп има еден остров во Албанија кај што на времето беше стационирана војна база, мислам дека руска војна база беше. Руска после Сезан ли така си? Сазан сека. И таа покажува на некој подказ одредени фотографии дека тие планира тамо да инвестират и да го направат некој Сазан и Валона Зврнец тука, нешто да направат некој сериозни хотелски со 7 звезди хотел, па таа комплекс. Да, милиарди нешто евра. Дека и србите и албанците веќе играат на картата нели на Доналд Трамп. Така што вие сте тука нешто како монета за подкусурување. Да, тоа е факт. И што ќе правите сега? Па ништо може да правиме. Ние еве тој законски што можеме, тоа го направиме. Друга само да кажам дека албански институции не само што не заштитија, ние кога се жалевме на наши активисти, посебно во јавна администрација, бугарска амбасада правеше жалби дека ние сме вршили притисок и дека ги влошуваме односите. Не имаше наш активист, го викнаа полиција, има жалба бугарска амбасада, ги влошуваат односи со Бугарија, говор нема да спре Бугарија. Знаеш, во смисол да го замолчат. Мене ми жалба ми направија попишувач со скриени броеви, му се уваше човек во моје име, Васил Стериевски, му се заканува, знаеш, да те замолчат.
И значи државата го премолчи се тоа. Ние тоа што направивме после тоа, направивме посебен извештај. Јас бев за делегација во Страсбург, во Советот на Европа, дадовме ве докази и ги пратиме сите институции и во Европскиот парламент бевме. Интересно, например, што не сите амбасади, ние до сите амбасади ги доставувавме овие наши жалби и конкретни факти, не сите реагира, но имаше амбасади кои сериозно, значи делегации праќаа после со нас да може да му ги дадат дополнителни податоци и например една од тие држави става вето на Бугарија за Шенген зоната. Значи едни и аргументите се и ова што го прави во Албанија со нас. Значи една од причините зашто Романија и Бугарија не се во Шенген зоната, а Хрватска која за Бугарија зборувам. Романија не правеше проблеми кај нас. Романија на пример во однос на властите или такви некои работи, влашкото малцинство не правеше некои проблеми. Не правеше, но познато дека Романија, влашкото малцинство е фактички меѓу грците, меѓу и борбата и румунците. Романците. На влашка линија многу малку има активисти. Значи, едни се боат или сме грци, другите или сме романци. Што ме изненадува? Гледате, тој македонски конфликт што беше околу пописи или околу све се пренесе на територијата на Мала Преспа и на Македонција таму. Бугарите најдоа погодна почва. Бугарите не признава 14 декларации на Советот. 16-14 одлуки на Советот на Страсбург, на Страсбург, нели? И тие велат не постои македонско малцинство во Бугарија. Грција го реши тоа прашање со Преспанскиот договор, значи таму не постои македонско малцинство. Ако докаже дека во Албанија кај што постоело македонско малцинство на сила, бидејќи с тим се заканувале новија кои се чувствувале бугари, а се ги пишувале како македонци, дека 4:1 односот на бугари и македонци во Република Албанија, тоа е прашање на техника, на време и на стратегија како тие ќе докаже дека всушност бугарите кои се малцинство во уставот, кој треба да имаат малцинство во уставот на Република. Не во уставот, закон, веќе постои закон, уставот е етнички. Не тука во Република Македонија да речат па добро, видите, со тек на време сите кои добиле бугарски државјанство, исто како во Албанија, ќе се освестат и ќе си станат бугари, нема некој да може да ги дискриминира, да ги заплашува, да ги прави и така натаму. Стратегијата на културните друштва која направена, гледате, Валандово имаше некој оби тамо тој дел на исто, ама така почна кај нас, видите. Па имате Охрид, па имате Битола, тоа се сите кон границата со Грција или со видите, истите тие личности што на тие друштва, не знам, Маринела како се викаше од Битола, не знам, овие Колев, сите, значи таа структура така почна пред 10 години во Албанија, дојдоа во кај нас, во Корча, во градовите, друштво за албанско-бугарско пријателство. Така почна. Со нив тие се посредници на бугарските пасоши. Истиот модел што е таму, исто е тука. Позади нив стои Милан Врабески, бугарска памет фондацијата, тоа нормално, бугарските структури стојат позади нив. Кој има свој универзитет, кој има свој пари, сериозни влијања во делот на фармација, делот фармација тука и така натаму. Да, и тоа крстенот владиката Нау. Да, мислам и кај нас многу штета ни направи. Тој се фали. Ние имавме пред неколку месеци официјално допис до владата и до сите институции, меѓународни институции да се забрани действувањето на незината фондација затоа што ги корупира локалните функционери за негирање на македонско малцинство. И сега се тепаат албански градоначалници да дојди за да земат проекти од него. Сите барат контакти од него да земат да се една негација, например, Врбник го знаете ви од накрши Вамбил што е. Врбник и тоа признато село беше во Деволска област. И се пример ви кажувам, бугарите таму финансира сега 600.000 евра пат направија. 600.000 Врбник со Девол што го поврзаа градчето. И сега жителите кажуваат, таму интервју прават албански емисии, вика ние сме македонци, а градоначалник албанец излегува вика ова е за бугарите во Врбник, знаеш, на кој начин го прават. Перење на мозок. Не, прво, албанските функционери баш ме гајле за нас. Тие гледаат да искористат за Господине Васил, за 20 години 30 се заборави ова. Ама ние затоа реагираме ние ова, за да остане во историјата на кој начин го вадат. Се сеќам сум пиел кафе некаде пред 20-25 години со Арбен Џафери, покојниот Арбен Џафери во Тетово. Имаше тогаш така грст луѓе кои ги нарекуваа радикални исламисти, вахабисти и така натаму и така натаму. И албанското население од Тетово со подсмев гледаше на нив, ги тепаше. Одеднаш гледа со тек на време. Слушајте, 2007 година. Тие стануваат се побројни, наметнуваат теми, наметнуваат тоа се надобро за кај нас. Значи, додека не беше членка Бугарија на Европска унија, ниту еден албански граѓанин немаше аплициран за бугарски пасош, вклучително кај нас. Кај нас се сеќаме дали 2008 кога 2 тројца зедоа
Тие беа црни овци за општеството во Мала Преспа и сите покажува со прст на нив, не ги ваде пасоши од срам. Сега 4:1. Ама не се видите. 4:1. Слушате, сега црни овци сме ние, што сме активисти таму, останати што неколку што излегуваме јавно против бугарска пропаганда. Има доста и млади кои што имаат дадено пари, нам не псујат, вика не можеме пасош од вас да земеме сега. 91-92 година тие од Мала Преспа и Пустеспа не одеа во Бугарија, да доаѓа ке влата на Никола Клюсев, македонска држава. Ама видите друго, видите. Вашите овие легени што ви ги дава на времето што гледате телевизија. Видите. Не гледате бугарски програми. Не е спорно дека тоа се македон. Видите, сите што има земено бугарски пасоши, еве да ви кажам, ние имаме се голема заедница во Англија, а ти сите со бугарски пасоши се појде, не може да појдеш со друго во Англија. Така е. За прв пат оваа година сега направија македонска вечер со македонски знамиња. Иницијатори се за Великден со македонски цркви, поп викаат, нашите македонци, значи со бугарски пасоши се сите, дали ме разбирате? Исто го направија во Канада и во Америка. Значи македонци кои одат таму, македонски вечери меѓу најуспешните се. Иако поголеми број се со бугарски пасоши, но Добро, ова сериозно што прават бугарите. секако дека сериозно, ова е значи целата е македонска нација, како кажав. Значи ова нема да заврши сега, ова ќе биде освен Милан Правевски, на пример, и Тања Мангалаховиќ, целата на таа структура Јотева, Спас Сташев, значи тоа се јастреби кои ние ги знаеме. Тие се присутни 20-30 години, ја гледам речемо Тања Мангалахова, кој јам стретното кај Желју Желев, она се утепа од песни или од народни носи, од фолклор и така, значи таа нешто таму нешто сериозно истражува, прави и така натаму и така натаму. Но двете македонски партии, двете македонски ВМРО, ДПМН и СДСМ не само што има некоректен, има погрешен однос кон македонците во Мала Преспа и во Албанија и ги троша за дневно политички потреби, дневно политички цели. 2013 година требаше 500.000 луѓе кои треба да гласат во центар за да не победи Андрей Женовски, ве фатија ве донесо тука, испадна дека најголем број жители на општина Центар се со потекло од Пустецот. Видите, тоа е факт дека ние до 2011-12 имавме реално, мислам, ние во Албанија имаме една политичка партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Вие сте председател само. Да, сега сум јас председател. Го наследувате Едмон Темел. До тогаш ние имавме соработка, мислам и соработка и поддршка од сите партии Македонија, било ВМРО, СДС и сите помали партии, како единствена политичка партија и цела помош беше насочена пред се на Едмон Темелко како градоначелник и председател на партијата. Значи максимална поддршка имавме ние од сите партии. 2011 година прв пат доаѓа тогаш македонскиот амбасадор од Тирана кај нас во Пустец, не собира 20 луѓе во општина таму и вика сега имате историска шанса да го изгласаме законот да гласате за диаспора, да се организираме зборува тука и кога завршува тоа земам збор, слушате ме вика. Прво ние не сме диаспора. Ова што направите закон за диаспора, нека се гласа диаспората од републиката што се иселени надвор. Ние си сме автохтони на нашето место. Значи со ова мој што го правите вие, му давате аргумент на негаторите дека ние сме дојденци, не сме автохтони тука, зашто и многу албанци пријатели прашуваат кога си дојден во Албанија, тука сум роден, моите тука, значи територијава така не размениле, ме разбирате. Прво му викам тоа. Второ, ние така сме поделени во Албанија, бидејќи македонците членуваат во разни албански партии, бидејќи за да дојдеш до работа, до позиција, мора да си во некоја партија. Исто како тука е системот. Ако не си партиски, не можеш шанси да одиш во да напредиш, било да се вработиш. Му викам и така сме ние разделени тука. Ако до ова го направите сега вие, дека сте диаспора. Не само диаспора туку. Ако ние сега се организираме да за во Македонија гласови да носиме, еве ние одиме за ВМРО. СДС ќе дојде ќе се поврзи со македонци во социјалистичка партија да речеме. И сега што ќе се случи? Кој ќе има избори во Македонија, ние ќе дојде ќе нас гласаме тука, кој ќе има за Албанија, значи СДС или ВМРО ќе поддржуваат противниците на македонската партија, бидејќи и ние му викам долгорочно ќе не уништите како македонско движење, ќе биде на наша штета. 2011 година. И фактички сега кога збориме после 12 години, тоа што му кажав, тоа не се случи сега. Значи сега ние до сега еве овие години ние немаме поддршка од македонски политички партии, значи се знаеш еве ВМРО има 2 изборни циклуси, со Илир Мета партијата се поврзува, се ги поддржува. Кога дојдов со вас да правиме интервју тоа 2013 година и претходно или со Едмон Темелко што и 10-та правевме исто за попис, мислам 11-та тогаш правев. Исто беше за тоа имаше други проблеми, немаше за бугари, имаше закани тогаш од националисти од Албанија, други проблеми имавме. Таму имавте едно толкав знак, грбот Вергина беше стаена на Кутлеш таму, а одма до него беше оној легенот на Тотал ТВ, нели на српските со пинковите Тотал ТВ. Македонска телевизија ги гледавме. Македонска телевизија, значи на општина
Кога дојдов после тоа во Пустец, гледам тамо знакот на Кутлеше и на Евлегина веќе го нема. Тоа е избришан. И кое е тоа времето на Едмон Темелко или е трнат? Знакот на Вергин или на Кутлеше? Да, нажалост да. Значи, официјален символ на општина Пустец е сонцето и до ден денес, но да, факт е дека во 2018 година ги тргна Едмон Темелко. Подобро се смета дека мајката на Александр Македонски таму од оние планини кои се на грчко-албанската граница, нели тука некаде се смета дека потекну, така да ви имате право многу повеќе од значи Грција, тука Македонија и Бугарија да го имате тоа знакче на Кутлеше. Значи Едмон Темелко се што му се случи, ние секако го поддржувавме максимално. Значи сепак јас и тоа го сметам. Што направи Едмон Темелко? Видите, тоа што Испадне ли дека Едмон Темелко е најголем гробар на правата на македонците во Албанија? Видите, тоа што му се случи прво, ние сите го поддржувавме тоа и сепак сметам дека тоа беше стравна македонска држава што направи. Знаеш, ако имаше нешто, па еве се тука нека си одговара властите тука. Мислите за 2013 Па година? да, за случајот тоа со после се што се направи. Да, мислам за тоа. Едмон Темелко после тоа лобираше за референдумот на 30 јуни, на 30 септември 2018 година. Едмон Темелко после тоа се сврти Со Зоран Заев. Тотално на уништување на воопшто македонско и во Албанија, значи дали се скрши, дали се ние Тогаш беа носени 2018, значи на 30 септември 2018 година, по овие албанците од Пустец не беа у центар носени македонците, македонците. Од Пустец беа носени во Ресен да гласат на референдумот. Да, имаше од истиот Едмон Темелко. И тој самиот гласаше на референдум, тоа е факт, значи нема без Едмон Темелко гласаше на референдум. Се пише на крај. Значи тие што ги носевте вамо тамо танге франге што правите, на крај бугари се пише. Види, не, па види, значи се ова е последица, значи кој ќе ги видиш, значи многу фактори до денешно ние затоа ви кажувам, значи ние тоа што му се направи, ви кажам уште еднаш, беше срам за Македонија, беше голем шок за нас за сите. Значи не очекувавме, ние не секако очекувавме од Албанија да ни направи нешто, но не очекувавме. Темелко вика дека вие сте виновни. Дека Тисната... вие сте сгрешиле, дека не сте ги заштитиле македонци, тоа што он ги вртеше, ги продаше, како сега, викаме ние во економијата, значи, стока пари, стока, тоа нема врска, нели? Вие сте ги распородали интересите на Од 2017 година кога се призна бугарско малцинство до пред недела дена, значи Едмон Темелко нема една изјава, на Google може да се најди тоа, против бугарите или против што било друго македонско. Тој сега е уресен, Па дово таму живе, тоа е факт. Кога ќе видите вие кој се потекнува од Ресен и дошол на чело на бугарската држава. Не зборувам сега излегува, значи ние нешто прво и Симон Радев и Љапчев. Не дојде за пописот да се попиши, тоа е факт, че сега вика ќе правиме нов попис, сами ќе правиме, а сам не дојде се попиши. Вика малу жители во Пустец се попиша, како ќе се попиша ако не сами не дојде се попишат. И нажалост викам, јас секако ние го поддржувавме, се што се случи кога во Апсија, јас бевме заедно тука заедно, значи на маса седевме во тогаш бевка Иванов, молевме да го аболицира, значи тоа дента кога беше, па после кога дојдоа во Апсија, цело време после како партија доаѓавме со властите, лобиравме. Тоа 2018 година. Па да, мислам се да, 17-та беше и 17-та така. Види, се случија многу, значи тој беше тој период така на кога тогаш бугарите кога се уапси се спрема, има договор со Рама направен да ни ја земат општина Пустец. Со Еди Рама. Со Еди Рама. И тоа јас го дознав веќе кога станав пратеник, бидејќи Комисија за внатрешна политика председателка сакаш да ме вклучи во делегација во посет на бугарскиот државен врв. И ми вика дали сакаш, ми викам нормално прифатив. И после тоа Бугарија кога виде моето име во делегација, он реагираше и не ме примија. Мислам да одам и после замена друг колега и ми кажува после дека Захаријева се нервирала зашто не испочитува Еди Рама договорот за да стави бугарин, мислам по-бугарски човек, градоначелник на Пустец. И кога Едмон Темелко беше веќе тука во притвор, значи во Албанија мандатот, ако 3 месеци не се појавиш на работа, се одзема мандатот, значи по закон. И тогаш еден месец веќе имаше тој одмор, значи четвртиот месец се чекаше да му се одземе од владата мандатот, бидејќи не е појавен на работно место, а тоа многу лесно се докажува преку граница, значи. Така. И во тој момент тогаш бугарите се спрема, мене ме бара на средба грчки дипломат во Курча. Се среќаваме, вика Бугарија се спрема, значи преку ми кажува кој министер од албанската влада, кој човек го поддржува Бугарија Пустец, да го постават градоначелник на Пустец, вика што прават вашите за Темелко да го пушта да дојде за да не се одземе мандатот. Па му викам ние
одиме лобираме, вика дека не се мешаме македонски власти во судството. И судските работи. Во судските работи. Вика, леле, фати главата со раце, вика, пак знаете, вика, што значи бугарска инсталација тука, вика, да дојде да се направи. И после тоа ние пробавме, после направивме и барање до судот, адвокатот ни одобрија на еден ден до Тирана дојде на преглед, за да и со тоа, значи бевме и со полиција, со цивилна придружба до Тирана, па во Пустец потпиша документи, нешто за да не се одземи И други 3 месеци. Мандатот, да, за да продолжи, значи тоа. Така тоа го изведовме тогаш и после тоа се врати, но кога се врати веќе човекот отиде се на уништување, што ви кажувам, значи тоа што кажувавте, еве. Не сакам да кажам тоа, видите, значи еве. Овие се таблите, еве што кажувате, сонцето од Кутлиш на општина Пустец. Тука е министер Поповски 2016 година сликата, еве кај се сонцето. Сега, значи ви кажам, кога дојде прво што направи, ги тргна и ние имавме расправа, зашто ги тргаш, вика, ова е иредентизам. Еве се кај тука што значи нови градоначалник кај прима задачата. Еве табливе нема сонци. Значи трнати се. Да, трнати се, да, ме разбирате. И исто така ние имавме расправи, вика повеќе во име на Македонска партија нема. Да, еве тука горе. Да, горе. На комуна. Од двете страни, да. И таму и таму. И внатре, значи. Да, така е. Не само тоа, македонски символи што имавме Гоце Делчев всеки трна, значи на албански Башкија. Башкија, да, Башкија Пустец. Само надписи стои. Другото, тоа што се случи после тоа, значи ние 2019 година. Тука веќе немате етничко, имате само идеолошко. И сега национално албанско. Кога престана пратеник, ние се договоривме со Еди Рама, направиме коалиција 2019 година, ќе имаше локални избори. И договорот беше да јас влезам пратеник и да бидам на поддршка на владата. Нашето барање главно беше да ја спасиме општината, да не ни ја земи ова бугарите, што нивни човек тоа што се спремаше, бидејќи нели договор веќе имаше тоа за тоа Бугарија со Албанија. И Еди Рама секојаш ни општина Пустец смеа да владееле со коалиција. Значи Македонска партија било со структурите на социјалистичка и на демократска партија. И тогаш Еди Рама прифати. Значи нема проблем, нека биде ваша, значи општината повторно на вашата коалиција, на вашата партија, коалиција со нас, но дајте друго лице, не Едмон Темелко, затоа што има проблеми со правдата и не можеме ние да поддржиме луѓе што имаат проблеми со правдата. Дајте друго лице од партијата, ќе го поддржиме, ние го предложиме тогаш тај ќе го раздани под председател на партијата и го прифати социјалисти. Работата е што Едмон Темелко не сакаше се повторно, сакаше друг мандат, повторно се прави проблем Едмон Темелко да се попише. Ние го молевме, немој седи за градоначалник, да не изгубиме ова шанса, да не, знаеш, еве ова што се случи, ние сигурно може да минимизиравме малце во Преспа барем, затоа што ќе имавме општината ние како македонска партија. Не прифати. Ја регистрира партијата сам, тој беше председател на партијата, излезе сам на избори. Тогаш опозицијата ги бойкотира изборите во Албанија. Во цела Албанија немаше избори, имаш само еден кандидат. Само кај вас? Само кај нас излегува 55% гласачи, што дупло разлика што го смени. Значи народот се види дека не сака. Во текот на кампањата кога беше, во средина на кампањата се види дека тоа веќе изгубено, опозицијата бойкотираше и тогаш актуелниот градоначалник дојде, вика, слушајте, вика во цела Албанија нема избори, има свој кандидат, зошто кај нас да имаме избори? А нека се повлече, вика Едмонд, дајде јас јавно излегувам на телевизија, сакате на нутре, минува со Македонска партија, Едмонд нека стои заменик. Вика да не правиме борба тука. И тогаш исто го замоливме, слушај, и така и веќе се види дека ова општина ја изгубивме. Ајде барем да спасиме, што може да се спаси. Седи заменик градоначалник, председател на партија не е проблем, само да не изгубиме таа, ни таа варијанта не прифати и така ја изгубивме. После тоа веќе имавме ние после неколку месеци конгрес, значи тоа и така имаш истече мандат, бидејќи партијата, мандатот на партијата е председател може да биде 2 мандати по статут. И од тогаш после од кога и го ставиме почне председател, значи не сакаме да го изфрлиме, напротив, му викам ајде седи тука да повторно продолжуваме да се бориме, но после тоа се поврза со партијата на Ирмета, до ден денес се работеше за таа партија, се негова право, значи тоа не е спорно кој сака партија да работи, но до сега, значи до пред недела дена го немаше нигде зборуван во јавност за права за македонци. Само појави на морски телевизија. Сега одма се гледаме херојот излегува пописот, а не дојде само се попиши. Значи уште две прашања, сати 5 минути, сати неколку минути разговарам. Уште две прашања. Партијата на Илир Мета има она сребра со Никола Груевски, тој 2017 година кога Груевски губи локалните избори, го бедува да остане уште една година на чело на партија, да подготви свој наследник, да не е Мицкоски, туку да подготви некој друг наследник. Таму има еден Илир
Кула или Илир Кули, кој му беше советник за национална безбедност, и тој ги држаше релациите, врските со луѓе кои беа високо во хиерархијата на ВМРО-ДПМН. Некои се сега министри во владата на Христијан Мицкоски. Преку Илир Мета, значи тоа е таа руско-унгарска, ајде да ја наречеме линија, и влијание се правеше, и ИПСОС беше ставен на располагање на ВМРО-ДПМН, и многу пари влегува за изборите, за локалните избори, се смени малце моделот и се направи. Значи преку Илир Мета, кој беше председател на Албанија во еден временски период, допред некоја година, всушност ВМРО-ДПМН имаше пријателски, да не речам, сестрински односи со таа негова партија. Не со Демократската партија на Сали Бериша, туку со партијата на Илир Мета. Да, фактички не се идеолошки. Таа е партија на Илир Мета е произлезена социјалистичка партија. Значи се разделија социјалистичко движење за интеграција. Александар Николовски, министер за транспорт. Сега се вика партија на слободата. Значи идеолошки не се поврзани. Ги имаше тие релации. И членуваат ВМРО членува во Народна Европска народна партија. Овие во социјалистичка традиционална, значи идеолошки не се поврзани. Не се поврзани, меѓутоа има многу, ајде да речем пријателски. Ова структура, нели, што беше надвор од Али Ахмети, преку Илир Мета имаше најголема поддршка, најголемо влијание. Сега имаме ние две структури, имавме Тиранска платформа, имаме са Приштинска платформа. Како вие ќе ги дефинирате односите на албанците во Косово и во Албанија во однос на Македонија? За односите на албанците не е за односите на нас македонците. Ние тоа го дефинираме. Ама зборува видите, значи ние јас како председател на партијата прво, значи тоа во партијата тоа решивме. Прво партијата за избори во Македонија нема шанси да се мешаме. Не учествувате. Не, наша цел не е во Албанија да се бориме за правата и за не во Македонија кој сака нека биде, ние ќе соработуваме институционално. Но по ВМРО-вска линија, значи Едмон Темелко е со партијата на Илир Мета. Значи тоа е она што сака да кажам. Океј, значи после тоа јас се обидов, значи да воспоставиме контакти со сите партии. И како делегација од Албанско собрание доаѓа во неколку партија, ние доаѓавме како делегација, одевме и Кизаев и Мицкоски, одевме, значи и сакавме и на почетокот добро тргна на наши активности каневме од двете партии. Ние имавме општинска конференција 2020 година март, дојдоа и од ВМРО и од СДС делегации. После кога имавме од 2021 веќе два изборни циклуси, ВМРО не поддржува нас како македонска партија, поддржува Илир Мета партијата. Значи тие структури. А фактички тие структури работат директно против нас како македонска партија. Значи човекот што го поддржуваат на таа сега во Македонија, ти види сега после пописот во Македонија тие Порно човек што гледавме на едно интернет интервју. Па да, тој интервју пред 2 години, тоа беше интервју кога тој човек што го донесе Виктор Стојанов во Мала Преспа. Значи Виктор Стојанов овој на Бугарска држава, нели? Да, на Радев човек на службите, на бугарските служби. Значи тој човек ни го носи Виктор Стојанов во Мала Преспа и еден куп млади лажат тука бугарски пасоши даваат, забави прават, Корча, Преспа цело време тој период. И таму тој негира тој на интервју дека има бугарска пропаганда. Сега таа групација се јавува против единствена македонска партија дека ние сме били криви, а тие добро некои сме, а што направија тие? Ке го донесе Виктор Стојанов. Ама видете, тоа ми изборот не само што го донесе Виктор Стојанов. Лани на изборите не саботираа за да не можеме ние да извадиме советничка листа во Пустец, се здружа заедно со друго лице од Социјалистичка партија за Бугарија што работат. Ние се жалевме после во Тирана и тоа јавно на Facebook ходеше тоа седницата и да ни дозволи државна изборна комисија да ние, и јас му кажав дека единствен интерес да ние како единствена македонска партија не настапуваме во етничка територија има само Бугарија. Значи тие луѓе ми зборува што ги поддржуваше ВМРО, директно со бугарите не рушат нас во Албанија. За пописот, ај што работеа против и сега излегуваат хероите, вика македонската партија е крива, а тие сами не излегува, не се попишаа да дојдат, а живеат Македонија, Ресен, Битола живеат, а самите не дојдат да се попишат и сега вика да ја спасиме, што да спасат сега, значи. Господин Стоиловски, па тоа беше на пописот во Македонија. Се бојкотира попис, па се преговара, па се политизира. Па после се бојкотираше пописот во диаспората, нели, па се попиша албанците, не се попиша македонците, па сега ова агенцијата за селеништво што е кога ќе треба буквари нови или учебници да дава, ќе дава на 65 или 75%, албански деца ќе дава само на 20-25% македонски, бидејќи овие нашиве шампиони не се попиша и тоа дојде до тука каде што дојде. Јас ви кажувам исто, видите. Односно дозволивме бугарите да реализираат она стратегија дека сичко може за пари,
А ако не може за пари, може за многу пари. Јас, Тоа видите, дозволи барем да во се реализира јавноста својата стратегија. во Албанија, но и писмено ви кажуваме сите овие писмени реакции до институции, до се, значи ние го направивме. Ако еве нека кажат, видите, сега во Македонија се форсира, партијата на Илир Мета ја представуваат како, не знам, партија Слободна мала преспа како некоја друга македонска партија, и дека реагира тие задоволни од пописот, а фактички Илир Мета не реагира, тие не реагираа за вкупната бројка, но не за македонците. Илир Мета, која беше председател со Румен Радев, викаше бугарското малцинство е мост за пријателство меѓу двете држави, ме разбирате? Значи, таму имавте и сериозна руска логистика. Значи се сеќам преку она телевизија што беше во Цариград или во Истанбул, значи по моја логика, например Виктор Стојанов, конкретно таа линија што доаѓаше тука, па мене таа врска, јас тоа му пишувам и на рама. Му кажувам дека еве на сите дека фактички Виктор Стојанов мислам дека за него стојат руска таа врска и негова фактички цела тоа да влошување на односите во Македонија. Апсолутно, да се направи проблем таму кај што може да се направи. И видите, видите се, тоа се видите, вие го пусте сушност. Ако излага Сергеј Лавров во Руската дума и вели дека Македонија ќе се подели на албански и на бугарски дел, па вие во Пустец, во Мала Преспа, во Голо брдо, тоа го имате? Знам што се случи. И бугарите. Албани пробаа да ни отворат бугарски клуб, значи Виктор Стојанов. И сега, значи затоа ви кажувам, значи поврзано нам цело време ВМРО поддржувајќи ги овие структури не оде на штета на нас на единствена македонска партија што и јавно се бориме во Албанија. Бугарски клуб, ајде што доаѓа фашисти, доаѓа од Бугарија и доаѓа исто од клубовите тука. Единствен начин да се спречи. Не, зборуваме тоа, значи пишува тука во Курир, вика еве македонската партија Васе Стеровски да спречат отворањето на бугарскиот клуб. И се како да спречаме јас еве ако Албанија дозволи да се отвори Опустец, кој инструмент ги имаме да го спречиме? Па еве зошто не го спречи на пример градоначалниците на Ресен, на Битола, отворањето на бугарските клубови во како беше во Ванчо Михајлов и на Тоа се луѓе кои беа сликани, ама не бе зборо сега, значи со Антонио Милошевски. Сега од една страна видите, поддржуваат такви луѓе што не ги прават овие работи, после вика македонската партија вика да излезе што да правиме ние. Па во голем дел или најголем дел сите тие луѓе претходно имале членски книшки во МРДПМН. И нели се покажува и овој Љупчо Ѓоргиевски, овој што беше од Охрид и овој што подосна ги носеа со хеликоптери, со авиони, па Советот за безбедност на Бугарија под покровителство на председател Тарацмили расправаше за правата на бугарите во Република Македонија, се гледа дека тоа беше насмислена стратегија. Ама исто ќе нас го имплементира. Вие сте дел на таа смислена стратегија. Дозволена од албанската држава. Еве во моментот тоа да сакам да ви кажам. Во моментот кога излегува пописите резултати. Значи кога излегува еве реагира Виктор Стојанов видео. Дојде доле. Ама се заканува до мене, дека за мене ќе земат мерки, јас ги има сите документирано мои изјави дека нема ова бугари дека ќе ме тужат во обвинителството во судот. И другиот напад од партијата на Илир Мета, од ова, ме сваќате сега, партијата на Илир Мета барала одговорност од нас, дали ме сваќате која? Значи, дали гледате поврзано, значи ние се не напаѓаат бугарите, не напаѓаат и овие, значи кој? Само тезата ми е потврдува дека Илир Мета. А еве го и вчера исто се Виктор Стојанов кај пишува, македонски политик во Албанија Васе Стеровски скоро ќе е клиент на прокуратурата во Тирана. Причината на сржда омраза во албанското општество, като тврди че нема българи во Албанија. И така отрича правот на етичко него беше на февруари, 4 февруари. Ама не, дали сега ние сме под континуиран напад. Забрането да влезе во Македонија. И во Албанија сега му забранија, значи по наши реакции му забранија, но дури по пописот, ме разбирате, значи овие луѓе соработуваат со Виктор Стојанов и сега излегуваат координирано и напаѓаат. Ако му е забрана тука, ако му е забрана во Албанија, некој тамо доле во оди во Србија, сега и Косово. Така, во западните страни, да, и во Косово, исто за пописот беше и таму. Во Силеград таму. Ама истиот модел што го имплементира Македонија и Албанија, исто го прават и тука. Значи јас се чекам уште Еди Рама да има бугарски пасош и да биде целата приказна бетонирана. Еди Рама не знам, но сигурно има моќни министри, ги знам лично што имаат во албанската влада. Бугари и пратеници, градоначалници албанци, еден куп, да, видите, затоа што прво во Албанија сега имаме специјално обвинителство, како урнек на СЈО тука, кои поддржуваат и кои гони организиран криминал. Па нема политичан освен Еди Рама што не е таму обвинение. Тоа е ке финалето. Тоа е ке финалето со него. Да, и сите и сега и спасот го гледате со бугарскиот пасош за да може да избегат. Еве како заменик премиерот што избеган Арбен Ахмети. Во Швајцарија. Во Швајцарија. Да.
Па тие направија швајцарска комунистичка партија за да може да земат државјанство во Швајцарија, нели овие што се Мама, Вујко, Ибар, Стрелец, нели направија швајцарска комунистичка партија за да можат да добијат политички азил во Швајцарија. Тоа е. Значи Еди Рама може да заврши целиот процес со специјалното албанско обвинителство се растори. Тоа финале веќе тоа беа приказни канабиси, марихуани, не, пари. Тоа стоеше дека фактички се канабизира Албанија 2015 година свесно со поддршка од странците. Значи цела ние тоа таму живеевме, тоаш донесува закон за да не одиш во шуми во планина и полицијата ги чуваше пристапите до планина кај што беа насадите со тоа беше јавно, значи жени работеа во магазините што пакуваат, тоа беше. Добро, седнете или ке копа компир или ке прави марихуана, значи така, ова тоа е факт, ние сите го гледавме, ние имавме, кажуваш, јас бев директор на водовод во Корча и тоа на соседно пуштавте вода таму тоа соседно градче и на самиот пат тоа и века мој вработен таму, некој цајкан чека кола да го земи да го ова. И ви одам застанувам и га бе слушај, не ти смрди ова од магазинов што пакува. Века ми сврди што да прави. Бега вика ќе мисли дека си дојде намерно седиш тука, знаеш, си направиш проблем. А вика убаво викаш дај да си бегам јас тука што ми треба, мислам тоа свесно. Па министерот за внатрешни работи тогашниот в затвор, мислам сега да не излезе, одлежа 4 години казна на Албанија, соработуваше со неговата кола, пренесува марихуана. Имав интервју едно со него. Некаде Тахири. Да, едно интервју имав со него. А тој нели важеше за турски, за протурски политичар нешто, така беше дефинирано. Имав едно интервју со него на Facebook фотографија објавено. Неколку месеци после тоа интервју гледам го апсе човекот. Па него го апсе бидејќи прислушувани разговори италијанската полиција објави обвинителство. Карабинерите нели. И таму се докажа криминална група ја има купила неговата кола. Но ги нема сменато податоците и со таа кола фактички врше полицијата, не ги сопираше, вршеа транспорт на дрога. И после и други случаи така го суди. Господин Стелевски, последно прашање. На пописот од околу 2,4 милиони бугари се покажало дека некаде жители, одно се зено, жители во Албанија, 1,1 милион биле со исламска или муслиманска вероисповест. Прв пат, значи, во историјата на Албанија, процентот на муслимани е под 50%. Што сакат албанците со тоа да покажат? Види, ние бевме прва атеистичка земја во светот. Значи, така беше. Да, и после тоа и сега во Албанија ако има, значи тоа вистина има верски соживот, тоа благодарение на тоа политика на врховенство што забрани религија. Значи ние ги немаме овие проблеми што ги имате. Територијата и знамето ги обединуваше, а не религијата. Религијата ги делеше, нели, пошто три доминантни религии. Сега, значи овие проблеми што ги има тука меѓу значи што не се мешаат македонци муслимани, македонци православни или албанци католици со албанци муслимани, тоа во Албанија е нормално, значи. Таму, значи, но благодарение на ова политика на Енвер Хоџа, затоа што претходно пред да се забрани религијата, немаше мешање меѓу конфесиите, но сега е нормално тој процес. Од 2,4 милиони жители регистрирани во Албанија, 1,1 милион жители изјавиле дека припаѓаат на муслиманска вероисповест. Што интересно, тие бектешите ги дефинират различно од муслиманска. Да, ама тоа се различни вероисповест. Вероисповеда бектешите нема, те има текиња, нема џами на пример. Пијат алкохол, јадат свинско, не јадат зајак. Што е интересно за нас, овие структури на марксисти, ленинисти или учака кои се појавија 2001 година, во најголем дел се од средините кај што бектешката заедница е доминантна. Затоа ве праша. Што сакат албанците да покажат дека тие се не се муслиманска држава и дека нема да биде да не биде нарушен принципот дека Европската унија е христијански клуб, првенствено католички, но христијански клуб, дека таму се уште нема муслиманска држава која не знае. Тоа ли сакат албанците да покажат? Тоа го покажува дека фактички не се муслиманска држава, но се подготвуваат европејци да бидат. Америка, мислам, по логика затоа најмногу и поддржува дека како Албанија е се најпроамериканска, 99% од населението сите се проамерикански и но мислам дека најмногу Америка ја поддржува бидејќи и со муслиманскиот свет да покаже дека е значи муслиманска држава. И второ, знаете, муслимански свет или муслиманска држава обкружена со словенски народи, секогаш можете вие да завојувате со било кој словенски народ и таа да биде зависна од вас бидејќи нема на кој друг да се подпре. Тоа сега веќе американците тука имаат веќе прават морска база, направи ова авионска Драча, база, Драчова.
како се викаше, војна база поранешна се стационира и НАТО тука, така што американско присуство е. И не само тоа, ние ја имаме и иранската опозиција во Албанија. Значи, тоа не сака да ја постам тоа прашање. Значи, тие што беа старанска... МЕК, ова организација. Да, организацијата, која дефинират како терористичка организација. И тоа се Ирак ги држа, мислам. Ги држа, да, и учествува во многу процеси, тие се на територијата на Албанија. 5000 жители. 5000 жители. Да, и па затоа на ланска година Иран ги хакираше системите на Албанија, бидејќи Албанија сега отиде многу понапред. И Македонија сите услуги ги имаме дигитално. Значи, јас на телефон имам 1500 услуги. Од извод до потврди, што било да сакам. Нема повеќе шалтер да одам на никоја институција, само кликам на ова што... И ве хакира од иранска држава. Иранска држава и хакира и сите податоци, таму се сите наши податоци, од матични броеви, телефонски броеви, на возачки, на на таблички, на се и се што... Ги доби Техеран. Ги доби и се ги објавуваат, има на Телеграм група и се ги објавува, например, секој ги имаме сите на секој податоци, се знаеме. Секој за секој. Секој за секој. Знаете кој е македонец, кој бува? Да, и тоа не е тоа, вика дека тоа ги хакира. Вие требаше со Иран да се врзете македонци. Вика дека ги хакира, објавува нешто, ама ќе видиме тоа. Свен Стеревски, фала многу. Многу среќа, ќе се видиме во Пустец и до некоја следна. Нема да чекаме се 2013, 11, нема да чекаме 11. Побрзо ќе видиме, да. Ќе следиме процесите. Да, се најдобро. Благодарам. Ова беше интервјуто со Васта Стериовски, се надам дека ви се допадна. Предпоследна емисија за ова календарска 2023-2024 година. Последното интервју ќе биде на 14 јули, кога е финалето на Европското првенство во фудбал. Една одлична сезона. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење недела во 22 часот, ако се мембар на емисиите во Центар, ново дружење политичка анализа, вторник 22 часот и 30 минути, вторник и недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.